Ајде Илија, биди кавалјер и представја гостинката. Денес во подкаст ни доаѓа Билјана Анастасовска, ветеринарен доктор, основач и раководител и главен менаџер на Вирбак, Веракс. Веракс е фирмата, Веракс Вирбак е е фирма. брендот кој што го застапам и Пет Експерт. Да, многу познат. И исто така йога мастер, кантавтор и други работи. Добро ни дојде. Добро Добро дојде. ви најдов, благодарам на поканата. Многу ни е мило што те имаме помеѓу нас. Си размислува баш пред некој ден дека уствари многу луѓе има, барем околу нас вака, што знаеме, што се предузимачи и многу жени има што се предузимачки. И сега во Македонија не знам колку тоа се осеќа разликата маж-жена, да створи фирма, собствен бизнис, да го развива. Еве, твое мислење како прво прашање, например, на таа тематика, дали е тешко да се пробиеш како жена или не е нешто што значи, или баш напротив е предност? Предизвик е, дека лесно не е лесно, секако, но не знам како да кажам сега предноста дали маж, жена има врска тука. Кај нас, нели, велиме, мислам во светот се вика бизнисмен, така е, така е самиот збор, веќе го одредува родот, нели, да биде маж. Меѓутоа се повеќе жени, нели, поготово имаме многу женски професии сега во последниве децении се отвараат нови бизниси кои што повеќе се потребни женски, да речеме, и енергии, и квалитети, и работа која што жените повеќе умеат да ја работат. Но во овој бизнис во кој што сега јас сум моментално вклучена, тоа ми е да, како да кажам, по самото завршување на факултетот и сите тие дополнителни потоа како стажирање и сето тоа, и ова ми беше како една работа прва која што почнав да работам со фармакологија, со ветеринарна фармакологија, со лекови за животни и некако се насочив натаму. И кога почнав да работам, работев за повеќе други компании и еден момент почувствував дека зошто да не да почнам да се обидам сама. Така да, тоа беше моментот, меѓутоа морам да кажам дека воопшто не е лесно. Не е лесно. Инаку трендот во ветеринарната медицина општо е повеќе на страна на женскиот род моментално. Еве, јас ќе кажам пример кога јас почнав да студирам. Значи, јас завршив во времето на Југославија. Тогаш ветерината беше машка професија. Така. И повеќето, јас имав колеги мажи. Ние бевме во малцинство женскиот род, бидејќи машка професија беше затоа што повеќето беа со крупна стока, нели? Физичка работа, така. Значи се работеше по фарми, со крави, со краварство, многу свињарство, па кози, овци, сето тоа, па дури и кучиња, мачиња, многу малку беше застапен тој дел, освен во, да речеме, оние поголеми институции кои што се факултетите, таму има некои интерни клиники кај што се примати, и како почна процесот на, како да кажеме, на се повеќе и повеќе луѓето да миленичињата да си ги чуваат баш онака како што е редот, нели, Так. да ги чуваат како членови на семејството, не само да биде чувар во дворот кој што, нели, ќе се вртка и ќе му се даваат остатоци од храната. И тука почна, нели, како почна луѓето повеќе да посветуваат внимание на кучињата и на мачињата, автоматски и потребата за доктори кои што ќе се грижат исклучиво само за нивното здравје, нормално Да. се појави како потреба. Кога студирав, јас бевме од прилика 50-50 би рекла, а сега веќе дефинитивно повеќе девојчиња студираат ветерина, да. Апсолутно. Зошто ветерина? Зошто ветерина? Вака сега ќе И дали кажам. повторно би? Да, Да? да. Би, и сега ќе кажам дека првата причина која што беше љубовта кон животните. Сите почнуваме така. Втората причина, искрено, ми лежеа природните науки. Не бев од оние кои што имав доста колеги кои што прво се ориентира на хумана медицина, па потоа се, можеби не ги примиле, па дојдоа на ветерина. Јас директно се одлучив за ветерина. И тогаш немаше факултети во Македонија. Јас студирав во Белград, имаше Белград, Загреб и Сараево.
И тоа ми беше еден предизвик да одам надвор од дома, во тие тинеџерски години убаво да студираш на страна, да се осамосталам, нели, да. Тогаш и условите биле баш добри според колегите. Во студентски домови Така. бевме, значи навистина беше така. Организирано и учењето, и вежбите, и подоцна се учеше исклучиво во читални, ги нарекувавме читални. Имавме во студентските домови, по факултетите и така. Така, одлично. Тука сега со Веракс, фактички, најпознатиот бренд кој што го увезуваш во Македонија се главен застапник е Вирбак, кои што се шампони што се медицински, кои што може да помогнат во многу полиња на дерматологијата. Ние како грумери имавме и предавање од твоја страна, многу интересно, многу корисно, каде што тие медицински капења ти ни објаснуваше точно разликата помеѓу кожата човечка и кожата кучешка, зашто не треба да се користат човечки шампони пред се врз кучиња и после тоа нели како може да се санираат некои проблематики кои што секако ветеринарен доктор ќе ги препише, ќе ги пронеде и ќе ги утврди, ќе направи дијагноза и ќе се знаат што точно треба да се аплицира врз кучето. Тоа сакав да те прашам, од колку време си застапник, зашто јас во Франција кога живеев, тоа мислам е стварно број еден козметика, медицинска козметика во Франција, мислам и во други држави, зашто вака е доста познат бренд, гледам и во Македонија дека ете благодарејќи на тебе е доста раширен. Пред колку години почна да се работуваш со нив? 2015 беше почетокот, како Вирбак дојде односно преку мојата фирма во Македонија. Имаше некој обид предходно, пред да јас почнам да работам со Вирбак преку друга фирма, меѓутоа најверојатно тоа беше краткотрајно и неуспешно. Морам да кажам дека дерматологијата ми е една слабост. Значи како поле, кое што го сакам и да го истражувам и каде што навистина сакам да се посветам и многу читам и сите мои производи што ги насочувам се токму во дерматологијата. Бидејќи свативме дека всушност чистите раси на кучиња многу често имаат дерматолошки проблеми. И тие дерматолошки проблеми, значи, не мора да се врзани со некој предизвикувач како што е бактерија или вирус. Значи, имаме многу нови типови на промени на кожата, меѓу кои што се алергијата, па тука доаѓа и стресот, иако велиме куче и маче, но стресот е доста застапен кај овие чисти раси, што се одразува прво на кожата како најголем орган на телото. Првите здравствени проблеми кои ќе видиме кучето оддалеку, ако видиме дека кожата има некои промени или крзното не е доволно сјајно, има некои прекршувања или некои оштетувања на влак, знаеме дека имаме некои. Дали кога викаш чисти раси, мислиш пред се на салонски раси, кои што се селекционирани баш за да живеат како член на семејството и кои што можеби се многу блиску до човекот и ритамот на живот, како што кажа, стресот, они многу, мислам дека многу повеќе го впиваат отколку некој работно куче овчарско или било какво, мислам дека по се склони, понежни се, буквално наликуваат на луѓето се повеќе и повеќе. Ја мислам дека веќе го даде одговорот со самото прашање, токму така, да мислам на тие мали раси кученца, кои што најчесто и се прават и преку крстувања, некои хибридни раси се е тоа да се постигне, нели, пред се естетскиот момент, да се постигне квалитетно, убаво крзно, значи форма на кучето да има убав облик, став, поготово зборуваме за малите раси, салонски раси, да. И сега, денеска, конкретно како дојде идејата за овој подкаст, е многу нов интересен препарат. Јас искрено прв пат слушнав преку тебе за ваков препарат, а после тоа и кога барав на интернет видов дека има и хумани препарати веќе вакви и тоа не го знаев јас. Многу често ветеринарните доктори препорачуваат чистење на зъбите кај милениците, особено кај овие миленици сега што ги зборевме, кои што се расни кучиња, салонски кучиња, кои што многу почесто имаат проблеми со зъбите отколку оние мелезите. И сега објасни ни како ова ќе го поедностави тој дел од животот на собствениците, а ќе им олесни на милениците. Зашто конкретно се работи? Денеска
Ќе говориме малку за едни специјални читки, морам да кажам специјални. Инаку збориме за дентално здравје. Дентално, од дерматологија на дентално Така. здравје. Пардон, се префрламе на дентално здравје, значи ова се едни специјални читки кои што се направени во Јапонија. Технологијата е специјална, електролиза. Самиот процес електролиза значи електрична енергија, лиза значи разложување, Така. разградување. Значи по пат на електрична енергија ние замниот камен на слагите ги разложуваме до молекуларно ниво. Значи ова технологија е направена се со цел да се заштити здравјето на милениците, да се продолжи животот, но и да им се олесни исто така и животот на милениците, но И на собствениците, така. Така. Затоа што рековме овие раси на кучиња кои што јадат гранулирана храна поготово, после трета година секој од нив има дентални проблеми, наслаги особено. Знаеме ли што конкретно од гранулираната храна дејствува на тој начин? Зошто? Затоа што кога кучето јаде природно, да речеме, порано кога се јаделе коски и тоа, со самите коски автоматски ние го правиме механички, го чистат забалото. Додека гранулираната храна она е направена да речеме секоја гранула да има посебна цврстина за да го предизвика тој ефект како кучето кога ги гризнало нели коска, но не е така. Така. И секогаш е направено од кога ја згмечиле нели гранулата е прав. Така. И таа прашина навлегува во помеѓу просторот, помеѓу забите и автоматски тука останува. Не е како ние, например, да знаеме да жабуркаме, нели, со јазикот да поминеме, да си ги прочистиме, па да користиме четка, нели, почесто после јадење да се прочистиме. Кај кучињето тоа не е случај. Или пак ние јадеме јогоши и било што. Кај кучињето тоа не е случај, освен после храната што пијат вода, тоа е тоа. Наслагите остануваат. И со тек на време, нели, после третата година, дефинитивно тие наслаги убаво си се таложат. Знаеме, значи тоа е идеална средина за микроорганизми, за бактерии, за вируси, за кабични инфекции, затоа што имаме топлина, имаме влага. Идеално место и плюс имаме хранливи материјали кај што бактеријата ќе се насели и ако имаме при гризање некоја мала повреда, например, на забот, на непцето, на гингивата, на било кој дел на јазикот, автоматски се ствара рана, бактериите се тука и тука настанува проблемот. Сега, зборуваме за наслаги и за забен каменец. Значи, со тек на времето, како наслагите се таложат на каменот, на забалото, автоматски тие почнуваат да стануваат поради нели, минералите кои што ги содржи клунката се зацврстуваат, стануваат се поцрсти и поцрсти и буквално како забалото да се зациментирува како забен камен кој што ствара еден таква облога околу забалото што освен механички досега не можеше да постоеше друг начин како да се исчисти. Така. Но сами знаеме дека со самото механичко чистење на забите ние кога ќе го отстраниме тој забен камен, како што е непцето повлечено, ќе остане дупка. Така, да. Ќе го прочистиме и тоа останува повторно, значи вратот на забот останува гол. И повторно на истото место, уште побрзо, ако сме ги чистеле забите, да речеме, 2 пати годишно, сега имаме потреба од 3 и 4 пати годишно побрзо, затоа што многу побрзо се создаваат тие наслаги. Така. И се бориме, од првото чистење на заби, постојано се бориме со се почесто и почесто чистење на заби, на крај да дојдеме до таа парадентоза, каде што толку ќе се спушти непцето, што веќе ќе се расплати забот ќе испадне, а куче без заби, нели автоматски, тоа е храната, не можеме се уште мека храна да му даваме и така натаму. Инаку да напоменеме дека со секое чистење на забите кучето мора да се седира, што е уште еден дополнителен ризик. И значи и тој момент е опфатен, значи со самата седација, особено кај повозрастните кучиња, секоја седација си постои ризик. Бидејќи се работи по тотална седација, тотална анестезија и тогаш постои веројатност да кучето можеби не може да се разбуди. Затоа
е посигурно и нели сите знаеме. Што помалку се користат седативни средства, животот на кучето се продолжува. Така, сега нешто повеќе околу принципот на четките, значи објаснивме како работат, колку често треба да се користат? Четките доволно да се користат еднаш до 2 пати дневно. Сега вака ќе објаснам. Овие четки се вака направени и многу се интересни направено целото пакување. Имаме од страна, имаме еден QR код, што кога ќе се скенира, буквално ние водич со видео како треба, например, да се одвива чистењето. Така. Ова како 3 минути му доаѓа, како четкањето, како галењето, чешлањето и така натаму, бидејќи оваа четка, кога ќе се изведе, после ќе го целата постапка ќе објаснам, нема ни звук, нема ни вибрација, така да е Нема беше ни паста, што е многу важно. Не користиме паста, не користиме вода. Ќе го објасниме самиот процес зашто сето тоа. Значи, ова видео покажува како тоа треба да се користи. Потоа овде имаме апликација, значи на Google Store, на Apple Store, може секој да си ја симне оваа апликација и преку оваа апликација буквално си водиме евиденција кога ние сме го исчистиле кучето, кој ефект сме го постигнале. Значи, самата апликација ни дава како табела или како да речеме како оцена како до кај сме стигнале, што постигнавме со чистењето и така натаму. Сега, вака кога ќе отвориме, значи овие четки, еве како изгледаат. Ова четкичка има глава, основа и има четка која што е мобилна, се вади и ова се менува. Како што гледаме овде имаме 2 електроди, значи во телото на оваа четка се генерира струја, нисконапонска струја, кога ќе се притисне ова копче, светнува и значи низ електродите сега протекува струја. Сега, овие четки, да речам влакната, се направени така што низ овие влакница се специјални да може да протече струјата. И кога ќе дојде струјата во влакненцата на четката, во контакт со тлунката, прават таков спој што буквално ги разградуваат сите тврди делови, наслаги и заминат каменец околу завите. Зошто го велам ова со сигурност? Затоа што, како што спомнати, има и за луѓе. Така да производителите ми пратија исто така мене примероци за луѓе и викам, ајде да пробам на себе, да знам за што говорам. И морам да ви кажам дека уште при првото четкање, значи го имаме она чувство како кога сме на забар, кога ни го чисте забниот камен, значи буквално сите минерали во устата ги чувствуваш дека веќе ти се присутни во самата плунка затоа што се разложува. Но што е предноста? Што непцето останува на истото место. Значи ние непцето не го дури и превенираме парадентоза. Почеток на парадентоза кај што имаме, полека си се враќа гингивата на свое место и нема никаков проблем. Значи, додека сме кај хуманите, може да се купат и хумани може, или вие само ги тестирате? Може, јас Ги имате и хумани? ги има, ми кажа дека ги има преку некоја аптека од Ама вие не? Јас не. Јас не, мене ми ги дадоа само ветеринарните, хумана аптека ги увезува и мислам дека рекоа дека веќе и у дома некаде ги има. Можеме. Сега, Дома ако не гледаш, Да. Ова четкичка имаме спонзори. има батерија, но батеријата е незаменлива. Значи, ова трае 3 години. И после 3 години се фрла. Така. Буквално. Додека заменската глава може да трае 3 до 4 месеци, зависно кучето знае, играјќи си да ја гризне, да ја проџвака малку, нели, колку нема да ја оштети. Така. ние имаме 2 кучиња, извини ќе те прекинам. 2 кучиња, ако се купиме 2 четки, фактички само да се менуваат главите за секоја посебно, може така? Секако, еве, например, да речеме, ако се медиум раси, овде имаме плюс 2 заменски глави. Само не ја користите за исто куче, како и кај Да, јасно. Нормално. Секој си има своја природа Така, на забалото, зашто да ризикуваме за мала работа и ова четкичка после користењето слободно ќе се извлече, ќе се прочисти со вода, нели, ќе се измие и повторно ќе се врати на истото место. Сега, што беше прашањето колку често? Вака, од прилика кога ќе светне,
ова сигнализира дека процесот на електролиза е започнат. И тоа светло, значи си има тајмер во самата четкичка, отприлика е 60 секунди. И велиме сега 60 секунди идеме само на горна вилица, додека се изгаси сијаличката. Потоа со второто притискање одеме на долната вилица и тоа е сосема доволно. Ако куќето дозволува, можете да го повторите повторно. Нормално. И тоа и нема бојазност дека ќе се потроши батеријата и да ја заборавиме, нели по 60 секунди ќе се исклучи, нема да ја потроши батеријата. И нормално, оној еколошки момент што е најважен, ова е биоразградива пластика. Значи еколошки е еко-френдли, се внимава на тој момент. И за сега ги имаме само овие четки, но нашата компанија, производител, јапонците, сега ќе измислат и flavor brushes. Значи ќе имаме со вкус на риба, со вкус на билешко, со вкус на не знам, нели? Вкусот останува, значи за тие 3 до 4 месеци би требало да прави вкусот. Само на влакнецата, значи за да биде попривлечен, така да кажем. Дали има контраиндикации? Од пречесто користење или неправилно користење? Бидејќи интензитетот на четкањето не е нешто да мора механички силно да се четка. Доволно е, значи, само да се помине со некои мали, благи, кружни движења. Буквално како го галите кученцето и така. Малку си минувате и разговарате, буквално како една дружба. После тоа можете да го почастите една награда, или како бил умен, пошто го бил послушен или била послушна додека сте го работелева. Мекани се влакненцата, така да нема никаков проблем да се повреди нешто кучето. Сега единствено, не дај Боже, да заглави во електродиве, во метални, ама тоа треба како секоја една играчка што би можел да прегриза, но нели. И сега се препорачува во главном да не ракуваат деца помали од нели од 7-8 години. Поголеми деца може или не дај Боже луѓе со некаква преченост или може, но да бидат под контрола на некој повозрасен во семејството. Тоа е препораката. И се си има на македонски напишано, значи опис имаме комплетно, што пишува, важно, како изгледа, како се постапките, како е целата четка, како треба да се работи. И каде може да се најдат четките моментално? Моментално морам да признам дека малку не сум баш многу ажурна да ја промовирам само онлайн сега за сега. Така. Треба да поминам покрај ветеринарните амбуланти, ќе имам во груминг салоните, во петшопови, онлайн продажба. Така, значи ќе бидат лесно достапни. Лесно достапни, бидејќи тоа го предлага производителот и кажува дека тоа се канали преку кои што најчесто води продажбата. Така, одлично. Многу ми е мило што има на македонски упатство, зашто ние увезуваме некои производи, стварно битка е да производителот да се нафати воопшто да произведе линија специјална за Македонија, зашто прво реално сме мал пазар, ама второ и довербата е тука, значи. Да, во тука се гледа и професионалноста на производителот со тоа што кога ќе го направиш на македонски јазик, сега опакувањето е англиски како за секаде. Но морам да кажам дека сето тоа внатрешно упатство што е направено и имаме веб страна која што е во подготовка, која што е превземена, значи www.5cie.mk, значи македонска, која што ќе ги превземе комплетно сите информации од светските 5 страни. Супер. И не спомнавме, значи има 3 димензии, мало, средно и големо куче. За мачења не може да се користат истиве четки, наменети се за кучиња. Наменети се за кучиња, бидејќи мачката е по природа такво животно кое што не дозволува баш во уста да се да се чепка. Ако и некој има, например, можеби персиските мачиња се така по кротки, да речеме, ама нема никакви контраиндикации, нема нешто што би можело да, меѓутоа се препорачува за куче, затоа што кучето навистина е послушно и се што ќе каже собственикот, оно навистина безрезервно е дисциплинирано и послушно. Нормално кога се работи за некоја убава работа, ова е една дружба, едно убаво поминато квалитетно време и
ефикасно време во кое што е за здравјето на кучето. Да, пред Јасно. се. само превенција, да, тоа е многу Да. важно. Значи за Голем мачење на свој ризик, буквално. Да, тоа не велам да не се пробам, може да се пробам. Морам да напомнам само да видам како беа, има интересни едни кои се све вклучени во испитувањата на овие, тоа се Новоген, Мгм. Genetics Service Laboratory и University of Cambridge Мгм. од United Kingdom, значи они се исто така вклучени во целава оваа постапка Мгм. на обидовките на овие. Здивот за колку време се менува? Дали имаме некоја информација? Веднаш. Зошто? Мгм. Затоа што здивот всушност го прават наслагите, односно бактериите кои што не се населуваат на тие наслаги. И сега, самиот процес на распаѓање на храната го прави здивот Непријатно. непријатен. Со отстранување механичко, а веднаш ќе се отстрани, значи уште од при првото четкање ќе почувствувате дека здивот, тој е првиот бенефит што Да, ќе го имате. Да, обично собствениците прво така приметуваат дека има некој проблем со денталното здравје кај миленициве и поважно им е тоа отколку денталното здравје на милениците, на голем дел од собствениците, нели? Одлично и многу интересен препарат, дефинитивно. Па да, нели кажуваме, нели сега почесто ги бакнуваат, почесто се Да. ѓушкаат, Така е. поготово малите раси, па знаат и да спијат заедно. Спијат заедно. Така да, навистина е многу важно, здивот да не им е многу Нормално. непријатен и да мириса. И уште поважно да им се, баш како што пишува, prolong the life of your dog, значи буквално со здрави заби се продолжува здравјето на кутрето, како и да е. Така. Сега спомнавме гранулираната храна, најголем дел од собствениците користат таква храна, иако сите сме свесни дека не е идеално решение, ама е најбрзо решение, дефинитивно и најлесно. И особено еве за вакви топли периоди, најмалку се расипува. Дефинитивно. Што мислите каква исхрана е идеална за да се зачува здравјето на кутрето? Домашно приготвена храна, микс од домашно приготвена храна, гранули? Вака, сега кога зборуваме за домашно приготвена храна, секако дека е многу подобра Мгм. варијанта. Но па сега тука се поставува прашањето. Колку сме сигурни тоа месо што ќе го обезбедиме дека ја содржи буквално Така. таа процентуалност на протеини, масти и сите тие други Точно. добавоци. Значи можеме да набавиме од едно место, Мгм. да набавиме од друго место, комплетно различен квалитет на месо имаме. Сега, предноста на гранулираната храна е дека буквално во тој еден оброк, колку да е зависно сега од 50 до 500 грама, зависно од величината на кучето, добиваме комплетен оброк кој што содржи буквално се. Значи, за тоа куче, за да напредува физички, Мгм. здравствено, секако да може да функционира и за коски, и за крзно, и за кожа, и за нели сите органи. Значи, во тој дневен оброк буквално се содржи се. И тоа е всушност формулата и предноста на таа гранулирана храна. Живееме навистина брз живот, Така е. темпото е забрзано. Мислам дека никој нема време сега да земе коски па да вари, да разварува, а знаеме дека овие големите коски се незгодни, Мгм. знаат да заглават, да направат обструкција, да направат повреда, перфорација на хранопроводникот и така натаму. Така да опасноста е секогаш. Апсолутно. Ова ни е единственото, да речем, најидеално решение во моментот гранулираната храна, Мгм. која што е навистина стручни лица ја го прават и буквално го имаат избалансирано секој оброк за секоја раса на кученце, Така. односно возрастна кученце. И секако ние не препорачуваме користење на необработено месо во никој случај. Прво, не знаеме колку дена веќе било таму од кај што сме се го купиле, па друго приготвиме и се тоа ризикуваме други проблеми. И сега нешто плюс за препаратот дали имате или да продолжиме со некои по други теми, еве некои прашања во врска со ветеринарната медицина или со нешто друго или ако ти текнува. Па околу храната само ќе се надоврзам Ајде, дека слободно. ние имаме време, реално ние им готвиме Да, на знам нашите дека вие си печиња, готвите храна. И тоа го правиме со замрзната храна, значи купуваме замрзната храна што е за консумација човечка, значи не е за, мислам и кај нас и не постои да купиш, барем не сум нашол. Не постои. Замрзната храна што е за животни, во странство имаме, кај нас нема, мислам не сум видел, мислам дека нема. Купуваме значи за луѓе
и им спремаме, реално да, дok гледаме филмче малце трае процесот, ама ставаме вариме, нема сол, нема зачини, така да нема потреба да го Што пробуваме. конкретно, каква е рецептурата? Тоа сакам да кажам дека има многу рецепти на интернет, сега колку е добро или лошо, ама сепак избори има што се посериозни. Има околу храната што е барв, тоа беше едно време многу модерно. Тоа беше баш она сува, мислам живо месо храна, буквално. необработено месо, да. Ние почнавме така. Татјана не сакаше, па најавме некој компромис така со приготвена сепак храна, каде што им даваме пред се месо, најчесто пилешко месо или говецко, потоа го мешаме со ориз, кој што е варен во истата вода кај што се вари и месото, и зеленчуци. Зеленчуци, значи броколи, моркови, пиперчиња и така натаму, исто така во оние што се замрзна грашак и така натаму, значи све тоа што е замрзнато во што може да се најде во продавници кај нас. И многу често им даваме коски, големи коски, значи бираме коските да бидат со коскена срж, да бидат со жили, со лигаменти, со рскавици големи и парчиња месо, сепак да не биде коска онака гола. Тие ги вариме, исто им ги даваме, секогаш под надзор, значи никогаш не им ја оставаме коската сами да ја јадат, секој си има посебна коска и коската е големина од прилика колку што им е главата нивна. Значи стварно збориме за големи коски, доста големи коски и мислам и сепак мали кучиња, сепак е лесно да им најдеш голема коска колку главата што има. И така да им оставаме од прилика некои 10 минути, зашто стварно после јадење на коска многу често се случува запек, доста е незгодно, али еве за забите на пример конкретно, да, стварно им ги чисти забите, иако тоа би им ги чистело доколку ние даваме, а ние не даваме дома коска, зашто стварно невозможно дома да ја дадеш коската бидејќи е мрсна, тоа по тепеси, паркети кога ти ја разнесе, ќе биде катастрофа, не даваме на балкона. Сега на балкон имаш само период од година така што можеш да ја дадеш да ја јада таа коска. Сепак не е во земја негде кај што ќе се испрелја со 300 глупости плюс. И тоа ја даваме од време на време, ама еве на пример и ние исто, мислам нашите кучиња има многу малку имаат проблем со забен каменец, ама сепак го имаат. Едното е 11 години, другото е 5 години, ама сепак го имаат и многу сум заинтересиран за овие четки, баш ќе се ги земеме да пробаме кај нас ќе снимаме, баш да видиме како ќе. Значи ти се тоа го правиш за твоите вдомени кучиња. Секој почнува од собствената, нели? Така е. Пробуваш на себе и на собствените кучиња, па потоа можеш од прва рака што се вели, нели, да кажеш дека ова е добро и ми помогна и така натаму. Да се надоврзам на храната се ја фативме храната, не беше можеби тема на разговор вечерва. Морам да кажам дека ние во гранулираната храна бидејќи доста работам и со храна во мојот ветеринарен искусен професионален дел, работев многу со храна. Храната не се користи чисто месо, никогаш. Бидејќи велиме поради недостаток на храна за луѓето, на човечката, на човекот на планетата Земја. Од таа причина, значи воопшто не се одигна месо. Значи сето она што го содржи гранулираната храна, да не се лажеме. Тоа се месо, односно делови од тоа месо кое што не е за човечка употреба. Значи мораме да го кажеме бидејќи така налага и, да речеме, и светската, да речеме, здравствена организација, која што можеби не е многу популарна после коронава. Да, баш. Но, морам да кажам дека навистина пред се е човекот, потоа се животните. Сето оно што е за човечка употреба, него сега кога ќе си направиме, ние кои имаме можност да одвоиме за нашето куче, навистина парчеме за тука на споредба со гранулираната. Апсолутно. Апсолутно. Тоа беше разлика. Да. Но сепак побрзо, како што кажавме, и можеби финансиски малце поисплатливо за собствениците, сепак да користат гранулирана храна. И практично. Многу попрактично, но сепак, еве да кажеме, еден од проблемите со гранулираната храна е можеби што малку го нарушува денталното здравје. Инаку во принцип, кучињата функционираат нормално, како и да потребите им се задоволени.
Нормално ако се избере квалитетна храна како и да. Така, па затоа и се одеше, нели, чекот по чекот, па одеше чистење, па се користеа и четки, обични четки со пасти, Така. вкус паста, па еве како што имаме, нели, флаков, имаме вода за заби, имаме јас еден стомаферин, еден спреј, кој што Така. исто така прска, па ги ублажува и да речеме и воспаленијата и сето тоа што се случува. Меѓутоа, еве се појавуваат идејни решенија, Да, технолошки нови да. решенија. Како да Супер. Да, јас успееме. гледав имаше чистење, тоа многу ме изненади, во груминг салони со ултразвук. И тоа сега не знам, ние нашата филозофија барем околу услугите за стилисти за миленици дека ние не смееме да се интродуираме во ниеден дел на телото на домашниот миленик. Не треба да стискаме паранални жлези, например. Значи не треба да правиме некои работи кои што за жал се прават се уште во некои салони, ама сега најново што видов е користење на ултразвук и таа метода е сосема различна, значи не збориме Така. воопшто за истата метода. Ултразвук прави распаѓање на запниот камен. Распаѓање значи парчиња. Се Кршење. крши, го крши. Сега, може да го скрши на помали и поголеми парчиња. Значи, како велиме, заради запниот камен повлечено е непцето, повлечена е гингивата и тоа ќе ги раскрши и ќе остане. Да, ќе го исчисти механички, но ќе остане гингивата. Овде топи. Значи се топи на молекуларно ниво. Буквално во устата како да се доаѓа некој ситен прашок кој што заедно со плунката се прочистува, ќе го проволта пучите и автоматски ќе се прочисти. Да, и со кршењето исто така е проблем со расипаните заби, кои што исто така може да се скршат не знаејќи Да се кој скршат е. и да се расклати, да, Забад, вратот. да. Не многу лесно да испадне само. При чистење, еве, многу колеги се соочуваат, еве, куче и со 2-3 забада паднат собствениците, навистина Не им е сеедно. не им е сеедно, кој ќе видат дека кучето. Да. Навистина, значи не постои можности да го Да, сочуваш да. забот. Значи со самото чистење на замниот камен се Механички, раскладува, сам механички, паѓа, да. нема, автоматски паѓа забот. Да, и самите алатки се доста Тоа е ултразвукот, да. Значи го крши. Така. А кажи ми, во груминг салоните кои што користат ете ултразвучни апарати ги седираат кучињата пред тоа? Тоа е чудно исто, дека не ги седираат. Прво мислам не смее да се седира куче во Апсолутно, да. никој случај во груминг салон, ама оваа методологија што оние нудат е дека не се седираат кучињата, а дека им се чиста забите со ултразвук, сега малце парадоксално. Не знам како се одвива реално тоа. Ама ете тоа е као дека без седација. Не знам повеќе да кажам на таа тема. Не сум запозната. Ќе разработиме во иднина и таа тема. Сега на кратко за крај, некои 35 минути веќе снимаме. Какви се, ова се некои мои лични прашања. Какви се твоите предвидувања за иднината на ветеринарната професија во нашата земја? Во кој правец, ајде по-конкретно? Па, дали ќе оди во нагорна линија или ќе има некоја стагнација, затоа што од кога се појави помодарството, да кажеме со миленици, има некој напредок во ветеринарната медицина, дефинитивно, тука на нашите простори. Зборам за тој сегмент затоа што јас сум малку понасочена према милениците моментално. Какви се твоите предвидувања? Јас вака гледано според колегите кои што се во светот, во светски рамки, значи дефинитивно дека ветерината, односно милениците се повеќе и повеќе се зголемува бројот на миленици и оди мислам грижата за милениците се поголема, така да ветерината секако дека ќе напредува. Ако порано миленик број 1 беше кучето, сега мачката го зема пренатот. Фала Богу! Така да сега во светот, верували или не, дека веќе скоро 70% од милениците се мачки. Да. Најверојатно поради помалата обврска околу нив? Така. Мачката можеме да ја оставиме и неколку дена, така. сама. Луѓето се навистина со многу повеќе обврски. Мачката не бара многу шетање во одредено време, да се изнесува надвор, нели? Така. Се што е потребно, просторот во кој што живее, да се
да се да се обезбеди храна, доволно вода, тоалети. Има сега и сето тоа. автоматски фонтани, Има. тоалети, И хранилки, целосни, се автоматизирано се за има. мачките баш. Се има. И мачката не се врзува толку за сопствениот колку за просторот. Мачките се многу независни во споредба и мислам дека тоа е причината зашто мачките стануваат А исто се галат. исто се галат. Повеќето. И Да. љубовта не е иста во секој случај. Мислам, мора да признаеме, љубовта што ја враќаат према собствениците сепак не е на тоа ниво на кое што кучињата ја изразуваат. За повеќето мачки збориме. Ама од друга страна па на некои луѓе им одговара и мала дистанца да има према целиот круг околу нив, некако така напредува општеството ми се чини. Така да можеби и тоа е плюс фактор, што таа приврзаност е присутна, ама не е толку присутна. И со расните мачки гледам дека мислам многу е зголемен степенот на приврзаност. Стварно се послични со кучињата. Така кога зборуваме со собственици на мачки, многу често значи кажуваат некои карактеристики буквално идентични со собственици на кучиња и однесување и така многу интересни карактеристики. Па не е ништо случајно. Мене ме радува фактот што на пример пред 10 години да се споменеше бездомно куче, некој да вдоми беше тоа табу тема, што во светот беше нормална појава. Тоа ме радува што веќе Моето има 11 години. Да, супер. Бидејќи луѓето најчесто беше карактеристика да со купување на расно куче некако си го покажувавме статусот. Кој сме, што сме, колку можеме да платиме нели расно куче, без да водиме внимание дали тоа куче, карактерот на кучето, дали тоа куче ќе се вклопи во нашата, или ќе се фрустрира собственикот, или ќе се фрустрира кучето и на крај тука се завршува приказната. Нормално целата вина ќе се свали на кучето, вакво е такво и така натаму, или ќе се даде или така натаму. Додека сега ме радува со оваа тенденција на вдомување на кучиња кои што се од улица, така, бидејќи навистина, како што ти сама кажа, животинче. Така. Тоа е, без разлика дали е расно или улично, љубовта што ја дава е иста. Апсолутно. Кога ја начнавме темава, мислење за ситуацијата во Македонија со бездомната популација? Имаме подобрување. Има подобрување, нели сега имаме доста шелтери, имаме згрижувачки организации и невладини исто така и под капата на општините и на градот, кои што се грижат за здравјето на овие, кои што се влезени во програмата на здравјето на животните, значи имаме цела програма како треба тие животни да се чуваат, значи треба да се вакцинираат, да се стерилизираат, да бидат обезпаразитани, значи надворешни, внатрешни паразити и со бележење да се дадат повторно на улица или да се дадат, да се понудат за вдомување. Лично моето мислење е дека ние имаме огромен број на бездомни кучиња се уште, дека не сме баш блиску до решавање на проблемот. Зборам да заличиме на европски град во кој што нема кучиња на улиците, иако да, точно дел од нив се обележани и поминале некој третман, значи се стерилизирани, кастрирани, не може да се размножуваат, да зголемуваат дополнително популацијата. Меѓутоа, од една страна да, имаме напредок, се грижат луѓето за нив, но од друга страна нивниот број се уште многу голем. Ова да го сватиме малку како шпекулација, но мислам дека другите градови кои што немаат решено тој дел околу грижата на уличните кучиња, знаат да ги транспортират и да не ги донесат овде во градот. Така да тоа се нови кучиња кои што не може да се снајдат во околината автоматски, тоа е нова средина. И пред се тоа е тотално контра на нивната благосостојба во секој поглед. Секако и затоа тука се појавува агресивност. Значи тоа го прават заради одбрана. Не може да се снајдат прво. Скопје е многу поголем град, поголем сообраќај, буката и сето тоа околу, па и температура и климата комплетно е различна и донесено куче наеднаш пуштено на овие простори автоматски не може да се снајде. Нормално има локални кучиња кои што си бранат територии, настапуваат нели борби за територија и така натаму и агресивноста нормално заради лична нивна одбрана. За жал не дека ги бранам кучињата кои што ги повредуваат лицата и луѓето, не велам дека не сум за тоа,
но зборувам која е можна, Мгм. сватете го ова како шпекулација, бидејќи јас го слушам, нема тука ништо Апсолутно, кажано да. дека ги носат кучињата во Скопје. Така. Сметам дека многу фактори се вклучени во ова, човечки фактори нормално. Некако сме сите ние одговорни директно или индиректно на таа тематика. За жал, тука многу луѓе видоа и можност за профит, дефинитивно. Сега, од друга страна, имаме луѓе па кои што навистина се грижат за животните, дефинитивно и такви на кои што можеме и капа да им симнеме буквално, затоа што трудот што го вложуваат. Меѓутоа, мислам дека имаме уште многу работа. Меѓутоа, за да го решиме проблемот, треба многу повеќе групи да се здружат, менување на законот кој што се надеваме дека ќе се изгласи и ќе помине, така да се надеваме на позитивен исход. Да, имаше во една студија американска, мислам тоа се 20 на страни библиографија има колку све студии се влезени во на Римон Копингер What is a dog? Едно зборавме во Да, многу активно. Имавме многу Беше. контрареплики, најголем дел на луѓе кои што не го ни погледнаа целото видео. Да. Имаше еден таков бомбастичен наслов "Отстрел на бездомни животни", кој што нели не звучи убаво, како и да е, меѓутоа Да, убаво беше разработена темата во смисла за жал, ако не се активираме сите заедно, тоа не чека. За Да, жал. во Франција во април 2024 година, значи тоа е пред 2 месеци, се носи декрет за отстрел на бездомни куќиња. Значи тоа беше пред 2 месеца, не е тоа од некои други времиња. Што е нехумана сега. метода, како и да е. Да, ама многу интересно што они фактички се фокусираат на тие куќиња каде што Ремон Компингер убаво ги изучува 20 на 30 години, изучува на популации на куќиња кои што се изворот на бездомните куќиња. И он вика дека на 4 континенти се тие студии и заклучокот е дека куќињата што ги гледаме ние на улица, дали се тоа бездомни или се со собственик, се само 25% од целокупната на популација на куќиња кои што живее на една територија. Он вика, вие гледате само 25%. Значи тоа е само како ајсберг, онака само горниот дел го гледате. Долниот дел се кои куќињата што живеат на депонии, дали се тоа диви депонии или депонии кои што се како Дрисла и така натаму официјални, куќињата кои што живеат во села, но без собственик, и куќиња кои што се во планини и се полудиви, веќе се парат со чакали и така натаму. Значи тоа се трите популации на куќиња кои што репрезентираат отприлика 75%. И он викаше дека тоа е изворот и дека тој извор постојано ќе носи во градот, посебно ако се создаваат услови да тоа куче седи пред зграда, например, и му даваме храна, вода, значи тоа куче кога ќе се тргне од тука, дали ќе умре, дали ќе биде вдомено или било што, ќе дојде ново на негово место, затоа што сме направиле нов ниш, нов хабитат за куче, конкретно на тоа место кој што не би требало да му биде местото. Сега, оно ме снуваше и тоа што го поврзавме со во Франција што се случуваше, значи во Франција они правеа одстрел на бездомни куќиња кои што напаѓаа овци. Значи не збориме за бездомни куќиња, бидејќи они немаат по улиците бездомни. Они немаат кога да стрелаат низ Париз сега на Олимписки игри, стрела што да изиграва, него буквално тоа се куќиња кои што живеат на планини, покрај депонии и во села кои што се без собственик и кои што во еден момент почнаа да се групираат и да напаѓаат овци и бидејќи имаше оштета, државата нормално ќе да платат осигурителни компании, вика што вика законот за овие животни, популацијата надминала таа и таа бројка, треба да ја намалиме, како и секоја нели популација на волци, на лисици или било што е, мечките беа актуелни едно време, значи треба таа да се контролира некако од страна на човекот според тие законски мерки. Таа популација кај нас за жал, значи нема, например, не знам, еве да речеме МЕД, Македонско еколошко друштво кој работеше на многу убави проекти, на многу други животни, може да направат студија со еколози, со биолози, значи професионалци зборувам кои што изучуваат миграција на популации, ветеринарни доктори секако. Миграција на популации, прво да ја сватиме таа популација, а во книгата буквално даваше математички формули според број на жители, депонијата и колку има на депонијата капацитет за куќиња. И он викаше чим тој капацитет се надмине, тие куќиња веднаш заминуваат на друго место. Јасно, да се задоволи рамнотежата, но јас Да. сепак би кажала, според мене, најважен е моментот едукација на сопствениците Точно. кои што сакаат да земат
да чува Апсолутно. куче. Така е. Апсолутно. Значи, треба да знаат на што се Така е. спремни, односно што ги чека. Дека тоа куче треба да се чува, треба да се храни, Дека живее од 10 до 15 Така. години од прилика. дека околината во која што живеат, дека треба да се изнесува. Многу често сме сведоци за оној тип на луѓе кои што се неспремни заради карактерот на Така кучето е. и нивните Така карактери, ќе ги пуштат кучињата на улица. Апсолутно. Што со тие кучиња? Да, да. Тоа куче е научено да живее во домашен простор, одеднаш станува куче бездомник, Така е. пуштено на улица и нормално не може да се снајде во околината, продолжува нели тој ланец на размножување ако не е стерилизирано, автоматски нели и заради неможност да се снајде, па имаме многу несреќни случаи. Апсолутно. Значи зборуваме и по луѓето, но и по животните. Да, па ја мислам дека примарната цел на лајка, како и другите стационари што се во други држави, еве ние живееме во 4 градови во Франција, во сите 4 градови има по една лајка, каде што се буквално затоа што има неодговорно собствеништво на секаде и тоа треба да се бориме и со закони, со И да се едукација, казнува и да се и со регулира. најразлични платформи кои што може да го поттикнат одговорното собствеништво и супер. Али има моменти каде што навистина, еве, ние вдомивме во Франција постаро куче, зашто старите кучиња ретко кој сака да ги вдоми, беше тоа куче на стар дедо кој што починал и никој од семејството не сакаше да го земе, не можел, значи не ја знам приказната која е на луѓето и морал да го остави некаде. Сакам да кажам дека таква структура е добре дојдена за еден град како Скопје, кој што ќе ги прима тие кучиња од неодговорни собственици, ама како што кажа ти, кои што веќе биле во фамилија и биле чувани. Меѓутоа има друга популација на кучиња кои што не биле чувани, кои што никош не имале собственик. И тие кучиња се многу и тешки за вдомување. Зборувам, например, има мислење дека секој треба да чува, дека кучето не е ни потреба, нити обврска. Значи тоа е луксус едноставно. 15.000 евра кошта едно куче утекот на својот живот. Значи треба убаво да се размисли пред да се земе. А кога се зима куче, посебно прв пат кога зимаш куче како прв собственик, според мене и според тоа што сум го читал, е дека е многу непрепорачливо да се земе вдомено куче, да се вдоми улично куче, зборам, затоа што треба да ја знаеш сепак психологијата на кучето, да ги препознаеш знаците, да можеш да се носиш со него и да немаш тенденција да го пуштиш повторно, За да не биде повторно бездомно. тоа е уште полошо за него. Затоа Така. велам да си има некоја Едукација, така. предходно, Апсолутно. значи секој еден, еве, ги спомна лајка, ги спомна некој, значи има институции кои што на пример кога ќе дојде човек кој што воопшто не бил на пример предходно некои луѓе чувале кучиња предходно, Точно. па се Така. продолжуваат, нели? Нормално. Некои воопшто еве сакаат. Да. Најчесто и голема грешка кога сакаме да си поклониме некому, сакаме Да, да апсолутно. поклониме како роденденски поклон. Да, Но се е тоа во ред, се е убаво, но покрај поклонот и една убава едукација, Така. што значи тоа куче. Затоа што Точно. тоа е живо суштество и навистина му е потребно многу внимание. Реално, значи досега според овие мојот работен век колку што сум работела поготово и со храната, да знаете дека 20% од нашиот буџет оди за миленикот. Само за храна зборуваме. Така е. А каде се Да. тука Може би и другите? повеќе, реално и повеќе за Така. оние кои што се Зборувам грижат како што треба за миленици. Просек, значи некој просек, Мгм. а тоа не е мало. Голема ставка. Не е Голема мала ставка и не секој може да се го дозволи, Така е. тука мала или средно голема вина гледам и кај ветеринарните доктори кои што не посветуваат доволно внимание на тоа да им објаснат на собствениците и можеби не оставаат простор дека собственикот треба да пред да има миленик да дојде во ветеринарна амбуланта, да праша, да дознае. Зато велам треба да се направи некоја платформа, некој предавање или некоја едукација, можеби да се еве на телевизија, Така, како што не едуцираат, нели, екологија, средина, растенија, така и контактот со животни или луѓе кои што би сакале да живеат во својата Апсолутно. животна средина или во своето семејство, да вклучат и некој животно. Агенцијата за храна и ветеринарство и ми се чини дека и Лајка се вклучи или ќе се вклучат во тој проект, мислам дека се вклучија, вршат едукација во основни училишта на мали дечиња, Супер, да. што е супер. Да, одлично.
од една страна, меѓутоа сепак треба да се едуцираат и тие што ќе го купат или вдома тоа куќе, односно родителите, возрастните, како и да е. Инаку одлично е па на децата од најмала возраст да им се објасни што значи тоа да си има куќа, бидејќи нели сите дечиња сакаат. Сладко е, убаво, мило е, а обврските се најчесто на родителите, како и да е. Збориме за ако се многу мали Да, дечиња. и оној филтер за жал не постои поради тие пусти пари, е кога одгледувачот или тој што бара да го вдоми некој И тука мораме да имаме контрола апсолутно тој врз значи одгледувачниците. треба да има буквално став да сериозните одгледувачи, што се ретки, они прават многу голем филтер на кого ќе му го продадат куќето. Стварно се уверуваат, сакаат да знаат дека тоа куќе нема да заврши на друго место и нема лошо да биде третирано и сака да си ја продолжи линијата, сака да знае дека тоа ќе продолжи како треба да биде чувано така натаму. Меѓутоа за жал, овие што се штанцароши, што ги викаше колегата од Србија, штанцари, он буквално објаснуваше дека он сака да го продае по секоја цена куќето и не му е гајли. Сега не објаснува дека малтезерот треба да се шиша, дека тоа е ставка, голема ставка, например во буџетот и треба да се чешла секој ден и тоа е голема ставка, Да треба да се временска. четкаат забите, дека Треба- има нови па да. модерни решенија да се обезбеди убаво Да. дентално здравје и таму сам Значи апсолутно. тоа се големи предизвици за еден што сака само да има бело куќе, што слушна дека е хипоалергено и дека нема да Да има паѓаат проблем. влакна и нема да чисти нема по да дома. чисти. И тоа се застанува на тоа, а не збориме за карактерот, не збориме за обврските и така натаму. И после се соочуваме Значи со куќе е проблеми. да имате буквално дете Да. цел живот. Да. Значи дете кое што е зависно од вас, кое што бара да се шета, да се храни, Да. на време сето тоа да се значи и оној момент на хигиена, Мгм. на чистење. Да. Апсолутно. И убаво е што напредува во тој правец и чувањето на миленици и ветеринарната медицина и размислувањата, убаво е да се споделат повеќе страни, убаво е што постојат вакви нови препарати, значи од една страна одиме на ова ниво, значи има вакви нови препарати, од друга страна имаме друг проблем кој што личи на лесно решлив, а некако нерешлив поради X фактори. Меѓутоа како и да е, главната цел денеска беше да ги промовираме четките, да ги се надевам дека голем број на сопственици ќе ги видат и на колеги ветеринарни доктори и на луѓе кои што можат да вршат продажба на истите. Мене ми се многу интересни, јас прв пат слушнав за ваков производ и баш како што кажав ме изненади што можеби во исто или во брзо време има хуман и ветеринарен производ со иста цел. Обично ли излегуваат хуманите, па за 10 Да, години да, нешто да. слично или 20 ветеринарно. Затоа што Ова е производител тест. И одлично. веднаш се сетиле дека Дека може. покрај луѓето, нели, заслужуваат. А и исто сепак потпи, се работи ако за јапонци, како што кажавме, така да не изненадува во никој случај. Одлично, супер. Мене препаратот многу ми се допадна. Ја ќе се земам за кучињата. И ќе снимам и ќе направам баш Супер, видеа. Да, баш Независни супер. од, мислам, од свева. Супер, одлично. Ви благодарам, да. Фала ти многу што не почести со твоето присуство, што работиш на воведување на вакви интересни препарати кај нас. Ние ретко сме во ист терк со светските трендови, ама ова е одлично, како и да е. Да. Дефинитивно. Па и се надеваме на други овој препарати. Секако. Зошто да не, јас пак велам, ние сме дел од Европа, Да. иако не сме во Европска унија, не сме толку близу до Европа, така да секоја нова работа која што се случува и е тренд, многу брзо се шири гласот Така е. и доаѓа до нас. Да. И така да и мислам дека сите убави работи, покрај, затоа што ние најчесто ги примаме прво тие полошите, потоа Да. дека прво убавите работи ќе дојдат кај нас и Дај Боже. ќе ги применуваме. Одлично. ти што Фала ти работи. уште еднаш. Фала ви вас на поканата.